Kaži i napravi nešto dobro za Makedonija. Универзитетот ФОН и Свис УМЕФ Универзитетот од Женева, Швајцарија, потпишаа договор за издавање на двојни дипломи. Меморандумот го потпишаа генералниот менаџер на Универзитетот ФОН, магистар Сефер Цановски, и представникот на Свис УМЕФ Универзитетот од Женева, професор доктор Џавет Сангдел, во присуство на ректорот на Универзитетот ФОН, професор доктор Нано Рушин, и деканите на факултетите за економски науки, професор доктор Никола Поповски, и за правни и политички науки професор доктор Љубомир Данаилов Рчковски. Според менаџментот на ФОН, Свис УМЕФ Универзитетот ќе им обезбеди на студентите од Северна Македонија да студираат по локални цени со македонска школарина и да се здобијат со квалитетно образование и швајцарска диплома, која несомнено ќе им овозможи голема можност за вработување по завршувањето на студиите. Студентите имаат можност да студираат во прв, втори и трет циклус студии со македонска школарина по исти услови и во државата и во Женева, ќе добијат двојни дипломи. Денеска имаме особена чест и задоволство после еден долг период на преговори и прилагодување на критериумите, стандардите и квалитетот што Република Швајцарија ги има како еден од најдобрите образовни системи во светот. Имаме особена чест и задоволство денеска да најавиме еден договор кој што ќе опфати една долгорочна соработка која што ја најавуваме денеска. Соработка која што ќе ги опфати за почеток правно-политичкиот факултет, економскиот факултет и која соработка понатака војнина ќе се движи и на останатите факултети, како ќе ги балансираме валоризацијата на предметите, на насоките, на програмите кои што ги имаме, така и ќе ги објавуваме новите факултети. Следни факултети после овие кои што ги потпишуваме денеска ќе бидат факултетот за информатички технологии и најверојатно факултетот за архитектура, дизајн и мултимедија, факултетот за безбедност и останатите. Свис УМЕФ Универзитетот од Женева е формиран 1984 година и важи за еден од поелитните универзитети во Швајцарија. Овој универзитет е приватен универзитет. Ние денеска со овој договор ќе започнеме програма, односно на сите постоечки нови студенти ќе добијат можност да се стекнат со двојна диплома на правно-политички и на економскиот факултет, со која што ќе бидат вклучени голем дел од нашите академски кадри и професори и еден убав дел од професорите од Свис УМЕФ Универзити од Женева. Новото партнерство на ФОН ќе значи многу во насока на квалитетот на образованието, бидејќи швајцарскиот универзитет има двојна акредитација за престижните британско независно тело за акредитација на високообразовни институции, поддржано од владата на Обединетото кралство на Велика Британија и Северна Ирска, и Интернационалниот совет за акредитација на универзитети на кои се изучуваат студиски програми поврзани со бизнис економијата, како и сертифициран од Националното тело за оценување на квалитетот на високото образование во Швајцарската конфедерација. It's just a private commitment between two institutions. Swiss UMEF University is a private university in Geneva. Actually, our main objective from Swiss UMEF University and FON University is the satisfaction of a student. How we can help our students, not only when they start their study, but also after their study. Our focus not only to give just the diploma, the degree, but how to help the economy of a country, how we can create the new value for our students, for their family, for the country, why not for the region? Because the student, maybe they can get any degree from any institution, probably we call the same name, bachelor's, master's, in other institutions. But our way is different. Our teaching approach is different. We focus on the result, not only result after graduation, but result from the start day. I'm not
talking too much because all my colleagues they speak about this opportunity for a young generation. But just I would like to mention 4 key drivers, 4 points which is very important for our institutions, for students, for parents, for the country. First of all, we want to learn from each other. This means sharing of resources, human capital resources, academic resources, research resources, that we can learn from each other, not only for the main objective of 2 institutions, but more large for the country, for the region. Because that is the duty of the institution to help the economy of the country. The second thing is very good news for the parents. The parents, sometimes they like to send their children abroad, but the first barrier is the fee, which I understand very well. For example, the fee in Switzerland in our university is more than 25,000-30,000 francs Swiss or euro per year, which is impossible for the parents to pay for their children. But with this collaboration, they have right to do some of part of their study with the same conditional fee that they have here, which is very good news for them, and get it 2 degree, 1 degree from Fon University and the second from Swiss UMaF University. And the second thing is also to exchange of the faculty. This means we learn from each other by the trainer, turning to trainer. This means it may impact on the quality of higher education for the countries. And the third key driver is the competition in the market. Maybe it's very excellent, good news for the government that maybe also other institutions, they will try to find new partner and increase the quality to help the countries. And also students, they will be come in Geneva or other campuses for some visit, short visit, for example, 1 week, 2 weeks or more, to visit some international institutions, to visit some Swiss corporate, and learn from environment, not only from class. Maybe in class we can send a professor here, but learn from environment of a country, Switzerland, which is landlocked country. I think also Northern Macedonia is also landlocked country, that we can learn from each other how to bring something new for a market. And also the other point, which is we offer the scholarship for the best students. For that student where they are the best, we help them and we offer to them the scholarship that allow to them to continue for their educations. It's just not only to agreement, but it's very long-term collaboration for the future between our institution, our students, our staff, and also the main objective that we discussed with the rectors and also professors of the Fon University, how we can bring international experience of different countries in Skopje. This means bring also our students for 1 semester or 1 month here from different countries that they can learn also from your nice country, and of course have the multicultural between the students and faculty. I think just as a starting collaboration, and we hope to do other type of the collaboration also for that, not only for higher education, but also organize some conference for investors and also for tourism development also, that we can help the country economics and also to our society. And thank you very much for all my colleagues for the exchange, and it was very nice to meet all colleagues here. It's my pleasure to be here also. За значењето на соработката помеѓу ФОН и Свис УМаФ Универзитетот од Женева, професор доктор Нано Ружин, ректор на Универзитетот ФОН, истакна. После долги преговори, еве дојдовме до епилогот да го подпишеме овој договор за двојни дипломи заедно со анонимниот универзитет на кој што се школуваат околу 10.000 студенти во повеќе држави, и нашата цел е, освен нашите студенти, да донесеме исто така студенти од странство кои би биле тука, би поминале година, 2, а потоа би заминале во Швајцарија или вице-верса, прво во Швајцарија, после тука. Нашиот состав на професорскиот кадар ќе биде таков што наставата ќе биде ефектуирана на англиски јазик, подоцна и на француски, и исто така тоа ќе биде можност за зголемување на стандардите на високото образование со оние во Западна Европа. Значи, ова е голем чекор. Мислам дека е вистинскиот момент избран за да ние се приближиме кон еден вид на европеизација и на нашето високо образование. Секако за таа цел
извршивме и некои кадровски промени, го збогативме нашиот фонд на професори од тука, но секако голем дел од професорите ќе бидат исто ангажирани од останатите универзитети, евентуално и од нашата држава, но пред се исто така и од страна на професорите кои што работат на УМЕФ, Швајцарскиот универзитет. Секако дека ова ќе бара големи ангажмани и од страна на професорскиот кадар и од страна на студентите кои што ќе бидат, и ние очекуваме набргу една добра бројка на студенти од странство кои што ќе пристигуваат на фон универзитетот во неговиот кампус и секако ќе можеме да на известен начин покажеме дека освен на нашиот пазар, исто така се фокализираме и на странскиот пазар на студенти. Инаку Универзитетот ФОН и УМЕФ започнуваат кампања и за студентите од регионот и интернационални студии за студентите од трите континенти, каде е присутен СВИС УМЕФ Универзитетот од Женева. Универзитетот УМЕФ важи за еден од поелитните универзитети на кој годишната школарина во Швајцарија изнесува 30.000 швајцарски франци. За новата меѓународна соработка, професор доктор Љубомир Данаилов Рчковски, декан на Факултетот за правни и политички науки, истакна. Во регионот ова е единствена ситуација кога студентите наши кои се пишуваат на фон на овие две или три насоки, право, политика и менеджмент на економскиот факултет, може да студираат еден период во Македонија и еден период во Швајцарија, во Женева, и да добијат двојна диплома. Таква ситуација, таков респект, такава заедна соработка досега нема ефективно. Ние можеме да почнеме, таков беше договорот веќе од октомври. Студентите ќе бидат запишувани и таму и вамо, пред се во Женева странците, и од таму ќе бидат една бројка која ние овдека сервисот на студирање ќе го даваме, доставувана до нас, заедно со нашите студенти и студентите од регионот, зашто ние сме задолжени на некој начин за пропагандата на ова идеја. Но таква ситуација е ретка. Сколарината на Универзитетот во Женева е 20.000 евра годишно, а овде ќе биде или можда повеќе, а овде ќе биде по наши стандарди негде 3-4.000 евра, што е разлика од 7 пати, може би 8, не знам колку, зависно од нивната цена, и тоа е голема предност за странските студенти да дојдат овде, да студираат, да добијат диплома и да студираат исто во Женева, да добијат двојна диплома. Тоа е за нас, за нашите студенти, исклучителна можност. Нивните дипломи се валоризирани од 4-5 асоциации на универзитети, 3 амерички, 2 европски, што за нас гарантира квалитет кој е неприкосновен, не може да се коментира. И тоа ќе ги збие редовите внатре во фонд, ќе се приспитаме ние, мора прилично да одговориме на тоа ниво, тоа значи една натрешна револуција на квалитет која ме радува, морам да кажам, на овие студии. И навистина сум задоволен што фонд влегува во оваа соработка која почнува без некоја голема дистанца, не е тоа договор на хартија, почнува веднаш од септември и октомври. За предизвикот и новата соработка во рамките на чинот на потпишување на меморандумот за соработка, професор доктор Никола Поповски, декан на Факултетот за економски науки, истакна. Економскиот факултет е еден од оние два што ќе почнат веднаш, и тоа со нашата програма за менеджмент, затоа што и на соодветниот универзитет УМЕФ во Женева постои програмата за менеджмент, кај нив е Science of Management, кај нас е Business Management. Ќе ја почнеме заеднички со овој договор. Се надевам дека ќе биде за нас прво голем предизвик. Ќе треба да изведуваме настава за студенти кои они ги регрутираат по нивните стандарди, не само од Швајцарија, пошто они регрутираат студенти и од другите делови од светот во Швајцарија. Да ги угостиме и да ги примиме овде, да изведуваме настава по менеджмент, па после другата половина од студиите да ја завршат во Швајцарија и на тој начин да се стекнат со двете дипломи. Предизвик ќе биде и за професорскиот кадар, веројатно малку ќе имаме и
помош и поддршка и од нив и од други професори за да го оствариме тоа. Предизвик ќе биде и за нашите студенти ако сакаат двојната диплома да ја продолжат во Швајцарија кога ќе дојде времето после првата или втората година во Македонија. Значи ќе почнеме еден сосема нов процес, ќе го интернационализираме малку и нашиот наставен и образовен процес. Ќе соработуваме со институции од еден свет кој е понапред од нас во секој случај и на тој начин и ние ќе можеме да растеме побрзо и подобро заедно со нив и да го шириме и нашиот образовен и наставен процес во насока која ја посакуваме. Се надевам дека на тој начин ќе постигнеме многу повеќе отколку до сега и за универзитетот, и за студентите, и за оние кои ќе доаѓаат во Македонија, кои ќе ги прифатиме тука еден дел од нивните студии во име на УМЕФ да се одржат на ФОН. Јас сум среќен што една од 2-3 програми со кои почнуваме е една од нашите програми, тоа е менеджмент програмата на ФОН во рамки на економскиот факултет. Ќе држиме настава и на странци, ќе свртиме и на англиски јазик делот на станата програма која сега само на македонски и на албански се одвија за домашните студенти. Ќе можат нашите студенти по нивен избор да следат на англиски доколку решат, со намера понатаму да продолжат и да добијат диплома и од УМЕФ. А за оние кои ќе се запишат само на тие двојни студии, за нив е тоа од октомври можно, односно опција која ќе ја направат и на тој начин сегашниот ФОН кој функционира како универзитет со домашни студенти пред се, со мал број на странски студенти во моментов, дополнително ќе се претвори во еден универзитет овде во регионално ниво со меѓународно значење. И ние се радуваме на таа соработка. Инаку студентите ќе можат да се запишат на студиски програми за додипломски студии, мастер студии, докторски студии на сите студиски програми на Факултетот за економски науки и Факултетот за правни и политички науки и своето образование да го капитализираат со дабл дигри дипломите. Овие студиски програми конечно ќе образуваат кадри кои ќе создаваат работни места и проекти наместо да бараат да бидат вработени и ангажирани. За соработката со Универзитетот ФОН, представникот од Женевскиот универзитет искажа големо задоволство, а во продолжение неговите ставови за значењето на соработката и придобивките за студентите. Денес се воспостави една нова меѓународна соработка, клучна за универзитети кои што се престижни, а особено за Универзитетот ФОН една нова перспектива. Од позиција на потенцијални веќе нови соработници на ФОН, што очекувате од новата соработка која што еве и денес официјално преку овој меморандум ја подпишавте? Comme tout à l'heure j'ai expliqué, il y a plusieurs avantages pour le pays ainsi que pour les étudiants, mais je vais concentrer plutôt sur les avantages pour FON Université. Tout d'abord, ça permettra aux autres institutions d'avoir certaines compétitions. Ça va augmenter au niveau de la qualité aussi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'institutions qui vont aussi concentrer sur la qualité. Et puis aussi, les professeurs ils vont venir ici, à Skopje. C'est-à-dire que les étudiants qui ne peuvent pas partir dans notre campus à Genève, ils auront la possibilité de recevoir le professeur sur place ici. En plus de nos professeurs, ce n'est pas des professeurs traditionnels, seulement avec l'expérience académique, mais aussi la pratique. C'est-à-dire qu'ils ont une expérience dans leur domaine, minimum 15 ans, maximum jusqu'à 40 ans. Et notre objectif est de ne pas amener une qualité internationale, mais plutôt respecter la qualité internationale selon le besoin du pays. Non seulement former les futurs diplômés, mais plutôt de les aider de participer au niveau du développement du pays. Може ли да аргументирате барем неколку факти со кои што ќе ги повикаме едноставно и студентите и ќе потврдиме зошто е добро да се одбере една ваква програма или пак да станат дел од Универзитетот ФОН според она што веќе ќе го имаат како можност да го одберат и да студираат со една, да речам, швајцарски еден модел кој што навистина ќе им отвори нови перспективи? En fait, c'est complémentaire. Vous savez qu'aujourd'hui, la globalisation, la mondialisation nous oblige de travailler ensemble. Comme vous savez, FON Université est une des meilleures universités privées ici à Skopje. Et notre expérience internationale, ça va être aussi des complémentaires.
c'est-à-dire que nous allons partager notre vision, nous allons travailler ensemble sur le développement carrière de nos étudiants, nous allons aussi partager certaines expériences internationales au niveau non seulement qualité administrative, mais aussi qualité académique aussi, mais aussi d'utiliser les expériences que notre confrère, les collègues ils ont à Skopje, et puis aussi nos expériences de nos professeurs qui viennent de 24 nationalités, parce que nous sommes une université privée suisse, mais bien évidemment, nous avons des professeurs de 24 nationalités. Nous avons des professeurs allemands, anglais, français, italiens, de plusieurs nationalités, qui permettra de venir sur place. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ne peuvent pas venir à étudier à Genève parce que pour cause de prix, mais nous allons changer le modèle, nous allons se déplacer sur place ici pour aider les étudiants sur place. Et là, c'est un avantage concurrentiel, même je peux dire très intéressant, que nous utilisons l'expérience, les compétences locaux, et puis aussi nos compétences internationales qui permettra pour les étudiants d'avoir aussi les deux compétences, à la fois au niveau pour le pays, mais aussi au niveau international, qui permettra aussi de produire des valeurs. Parce que notre objectif principal est de former nos étudiants pour qu'ils puissent produire des valeurs pour eux-mêmes, pour leur famille, pour leur économie et la région. Et ça, c'est notre objectif principal. Comme j'ai discuté avec notre confrère ici à Skopje, nous avons la même vision. Maintenant, il faut mettre ensemble pour qu'on soit plus crédible. Voilà, aussi, je voulais inviter les étudiants, les parents, de nous rejoindre ici, parce que nous pensons différemment et nous réagissons différemment. Et surtout, pour nous, la définition d'éducation, c'est l'action. Tout ce que nous apprenons dans la classe et ce que nous sommes capables de mettre en place ou non. Notre objectif principal, c'est aussi de nous former nos étudiants pour qu'ils puissent tout ce qu'ils apprennent dans la classe, de mettre en place pour le développement de leur carrière. Et je les invite de venir visiter notre campus ici avec notre partenaire Fonds d'université et choisir une meilleure formation pour leur carrière, car ici nous pensons différemment. Новата меѓународна соработка на Универзитетот ФОН, која е пионер на приватното високо образование во Република Северна Македонија, е потврда за заложбите за инвестиција во квалитетот на високото образование, со што почетокот на 17-тата студиска година на постоење ќе се одбележи преку прераснување во најцврстиот мост, кој води до светски признатото и јасно препознатливо квалитетно образование на најбрзиот начин со македонски цени, што представува голем бенефит за студентите. Кажи и направи нешто добро за Македонија.